Здраво, ова е 417-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Silent Friend од Ildiko Enyedi, во кој станува збор за триптих, чие што дејствие се одвива во ботаничката градина во германски град, во три засебни епохи, предводени од три осамени личности, кои понекогаш имаат несмасни, но искрени обиди да го најдат својот спокој и да создадат и возобноват симбиотски врски со растенијата и останатиот свет кој екзистира во градината. Едниот е Тони, глумен од Тони Леонг Чиу Вај, кој го знаете од In the Mood for Love, глуми научник од сегашноста, кој воден од неговите истражувања за како најмладите и возрастните различно го поимаат светот со нивните рецептори, да дознае како женско гинко билбоа дрво ја восприема околината. Другиот е Ханес, глумен од Енцо Брум, кому, иако иницијално му е преку глава природата која го обкружувала цел живот, во хипи периодот ќе се поврзе со гераниум на девојката која ќе му даде задолжение да го надгледува незиниот експеримент, и третиот е Грете, глумена од Луна Видлер, студентка по ботаника која се обидува да има удел во професијата со која се уште доминираат искомплексирани професори. Секој од нив врши експерименти со кои ќе се премости јазот меѓу човекот и природата. Тони ги изведува неговите експерименти во ковид пандемијата, неидеални услови каде дистанцираноста сама по себе беше причинител за зголемување на самотијата на луѓето, додека тој се обидува да истражи како бебињата го восприемаат со сетила секој нов феномен и како возрастните го отфрлаат со нивната игнорантност. Овој самотник, иако најпрви не беше јасен во своите намери кон околината, налета на отпор, но откако се обиде да стапи во комуникација и го анулираше стравото од непознатото, си најде пријател. А сите знаеме колку беше важно да се има пријател во пандемијата. Грете во раниот 20 век е на подсмев од самобендисаните професори од престижниот универзитет во Швајцарија, кои се подсмеваат со финансиските можности на студентката на испит и со низините права, додека испрашуваа за Карл Линеус, таткото на модерната таксономија, која завршува да одговара прашање за промискуитетот, а не за оплодувањето и размножувањето на растенијата. Една нереализирана романса се развива меѓу неа и асистентот на професорите околу дрвото. Ханес го запознаваме како дечкото во дело, насреде боемскиот хипи период од 70-тите, сензитивно момче кое е наклонето да чита Рилке и спие на трева под дрвото. Тој е дечко кој потекнува од село, меѓутоа преку глава му се растенијата и животните и смета дека треба да ги оставиме да си растат без да им се мешаме во нивниот хабитат. Тоа е така додека не се запознае со девојката која прави експеримент со гераниум и сака да најде начин како да искомуницира со него, и таму има обид за заљубување додека се мери пулсот на растенијата. Актерите и актерката кои ги предводат сегментите се на висината задачата да им е кој помалку или повеќе неудобно во околината во која се поставени. Имаме од ветеран кој доминира во кадрите само со своето присуство до Новајлија кој се бори со себе си да ги извади неудобностите на ликот на површина, и актерка која пркоси на мизогините текови. Ја има Илија Сејду во една споредна улога. Растенијата се сами околу нас, распространети насекаде, не наблюдуваат, кои, иако не мислат на нас, носат одлуки, имаат волја, реагираат, и јас немам проблем што ме гледаат тропските растенија кои ги одгледувам додека ги прибирам белешките за анализа, ниту кога немо ме слушаат како снимам говорот и монтирам, затоа што кога ќе пуштам рендер за видеологија, знаат дека ќе го добијат моето внимание. Центарот на гравитација во филмот, дрвото гинко билбоа, представува првобитен жив фосил кој е култивиран пред 290 милиони години, прапочетен нем сведок на сите тектонски поместувања на земјата, а некои од нив дури ја преживеали бомбата. Го преживеа и повраќањето на почетокот на филмот и ќе биде нем прераскажувач низ чија перспектива ќе ги погледнеме животите на ликовите околу него. Комуникацијата е клучниот фактор во филмот, без разлика дали е синапса на рамниште помеѓу битијата, односно меѓу тројца самотници од различни епохи кои имаат ужасна потреба да стапат во контакт со останатите околу себе, но се плашат да го направат првиот чекор
иако немаат проблем да им пристапат на растенијата затоа што тие не може да им возвратат и да ги отфрлат. Има и неколку споредни заплети кои се инкорпорирани, како љубовта кон фотографијата, како и немањето на разбирање за значењето на растенијата во нашиот соживот, од ликови кои замислуваат дека протестот е центар на свет, а не е, особено кога се нема јасно поимање од што е составен светот наоколу, ниту потреба да се разбере истиот доколку бегло се следи само сопствената ангажирана агенда. Ова е медитативен филм за суптилностите, за кроткиот шепот, начинат во тишината, кој можеби и нема ни да го слушнеме, но постои там, во крошните на шумите. Агенсите на магичниот реализам се интензивираат на крај, додека ликовите се наклонуваат на дрвото, па сосема соодветно е тоа што дрвото било првиот гледач на филмот која бил готов, имаше главна улога, редно е да го погледне делото во кое е стожари. Девид Ловери имаше дрво во дворот кое исто така, како и духот во куќата во A Ghost Story од 2017 година, беше сведок на одминатите животи во неа, доколку бараме поврзаност на медитативно рамниште во кое се естетизира убавината на секојдневието, ќе најдеме поврзаности со Зен просветленоста на протагонистот во Вендерсовиот Perfect Days од 2023 и неговата потреба за уловување на природата во аналогните фотографии и секако најасна паралела може да се прегне и со The Tree of Life од 2011 од Теренс Малик, каде поврзаноста на човекот и природата преку еволутивните нишки се врзува и со самиот универзум и се шири приказната за меѓусебната поврзаност на сите единки во една голема приказна, што во помали димензии е доловено кај унгарската режисерка. И секако дека може да го додадеме на омнибусите како Cloud Atlas, The Beast, Resurrection, Sound of Falling. Режисерката е виновничката зашто јас го имам погледнато експерименталниот филм Еци од 2007 година од Питер Би Хатон, за да можам да согледам од каде црпи инспирација за силината на тишината во незините дела, во кои сликите говорат погласно од зборот. За кинематограферот Гергеј Палош, последен пат ви говорев кога го сними About Endlessness од Рој Андерсон, кој има плејада на различни формати и текстури за кои работи од сатурираните 16 мм и ахроматските 35 мм филмски ленти до кристално чистите дигитални снимки. Монохроматскиот историски сегмент е најдинамично снимен на рака, не се штеди на боја во хипи сегментот, а исполиран е футуристичкиот со најодмерени движења, за да одговара на стерилниот период на изолација и дистанца, евидентна на поставеноста на ликот проголтан од природата во кадрите. Карој Салај, монтажерот со кој има и претходно соработувано Енједи, мора да биде склон да прави вешти скокови меѓу три наративни чинители, меѓу сосема различни формати и да најде начин да направи палимсест на нивната поврзаност на идејно рамниште во заеднички точки во ист простор во различно време. Само што кога ќе подлегне на споредичниот тон на филмот и одличната заумна визуелна стилизација, може да се западне во замката на неговата непотребна екстензивна должина со неоправдана празнина во вториот чин, но трите нишки подеднакво постепено растат со соодветна нега и услови за тоа. Кристоф Келеман и Габор Керестеш се потписници на музиката во филмот, создаватели на амбиенталниот скор, кој има за цел да даде звучна текстура на дрвата во природата, да ги акцентира поривите на ликовите во нивните истражувања, односно да го обојат со нота нечујното. Со аудиовизуелен третман во крупен план се оживуваат световите во овој филм како засебен воземски ентитет, за да обрнеме внимание на светот кој вообичаено го занимаруваме, а се наоѓа насекаде околу нас. Унгарската режисерка Енједи последен пат беше застапена во видеологија со незиниот филм On Body and Soul и тоа во првата сезона, а од тогаш до ден денес сними неколку кратки филмови од кои морам да издвојам соработката со Колин Стетсон во My Fear in My Arms од 2023 година за фестивалот во Гент, а единствениот долгометражен филм кој го сними во меѓувреме соработката со Леа Сейду во The Story of My Wife од 2021 година, историски филм за облогот кој ќе заврши со брак, кој не ме импресионираше доволно за да му посветам епизода во видеологија, но затоа новиот незин филм заслужено си се врати во емисијата каде треба да биде ова авторка, чишто ликови имаат нераскинлива нишка со природата, но таа служи токму за премостување на животите на самотните ликови, како што беше случајот
преку сонот во On Body and Soul, така дрвото станува обединувачката граѓа меѓу различните животни низерите, ликови кои најчесто се маргиналци на заедницата и околината, осаменици кои со помош на магичниот реализам ги доближува еден до друг, бидејќи постои кај нив потребата да си најдат сродни души со кои ќе ја споделат самотијата. Слабата страна на филмот е дека се губи откако ќе ги воспостави трите дејствија, представи ликовите и нивните цели и конфликти и самиот западне во летаргијата на поставеностите, без да наметне нерешливи дилеми и дозволи да меандрираат сегментите, наместо да ги контролира и заврзе во сноп дејствијата, фокусирајќи се исклучиво на заемноста меѓу човекот и флората во предолгиот филм, во кој монтажерот можел да скастри малку да не порасне како инвазивна грмушка. Филмот имаше својата премиера на Венецискиот филмски фестивал, на кој освои 6 награди, од кои ќе издвоиме наградата за Лана Ведлер за најдобра млада женска улога и наградата од Фипресци, а потоа беше прикажан во Торонто, Бусан, Цирих, BFI, EFI, Љубљана, Палм Спрингс, Гетеборг, а беше награден во Чикаго, Сиетл, Вајадолид, Лисабон и не беше представник на Унгарија за Оскар затоа што избран представник беше Орфан. Медитативен филм за тројца самотници од различно време на исто место, кои се обидуваат да стапат во контакт со останатите битија, кои го испуштаат воздухот кој го дишиме. Дали листовите имаат мрежеста нерватура или ние имаме вени низ дланките, ја делиме природата во која битисуваме, па убаво е да најдеме заеднички јазик за подобро да се разбереме. Ако морам да го евалуирам, тогаш Silent Friend од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 417-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!